Повторно поскапува автопатот Кичево-Охрид. Кинески Синохидро доби уште 5 месеци за да ја заврши децениската изградба на автопатот, а со новите дополнителни финансиски средства во висина од 186 милиони евра ќе треба да ги санира свлечиштата и да ги изгради пристапните патишта. Со новиот анекс 8 поред на кој потпис треба да стават јавното претпријатие за државни патишта и кинеската компанија, надлежните очекуваат конечно да се заврши изградбата на овој автопат, а со ревидираниот краен рок, кој сега е до 31 мај 2027 година, со кој се обезбедуваат дополнителни 151 ден, ќе треба да се добие употребна дозвола на автопатот. Министерот за транспорт Александар Николовски наведе 3 причини за новиот анекс и рече дека очекува со него конечно да се заврши автопатот. Според него, дел од проблемите произлегуваат поради тоа што во првичниот проект, уште во 2013 и 2014 година, не биле направени соодветни геотехнички истражувања. Интензивно се работи на проектот, дека сум задоволен од динамиката која што во моментов ја има проектот и дека со овој анекс конечно ќе го завршиме проектот, односно автопатот Охрид-Кичево. Кога се работи проектот и кога почнал во 2013-2014 година, ни геотехнички истражувања не се направени, но еве, реков дека ќе зборувам за проблеми кои ќе го завршиме. За таа цел предвидуваме непредвидени работи за стабилизација на свлечишта. Ќе се градат 14 галерии долж автопатот Охрид-Кичево. Анексот се предвидува во дополнувањето на Законот за реализација на инфраструктурни проекти, кој доцна синоќа по скратена постапка добија зелено светло од пратениците. Автопатот Кичево-Охрид почна со градба во 2014 година од првичните 374 милиони евра. Неговата вредност досега достигна речиси 600 милиони. Со новиот анекс број 8, кој треба да се потпише, сумата ќе достигне речиси 800 милиони евра. Досега од автопатот се пуштени околу 40 од вкупните 57 километри.